Децата без родители се потешко доаѓаат до работни места. Ивица Јаневски е еден од штитениците. До пред месец дена бил вработен во една скопска фирма, но добил отказ. Газдата му рекол дека на негово место доаѓа негов роднина. Јаневски е разочаран дека роднинските врски се пресудни при вработувањето. Газдата ми рече се одамот и нели они си има лоднини врски кои што лоднина дојде да работи, он ме избака мене од 3 години и многу разочаран сум од такви фирми кои што гледаат нивните фамилии да ги пикнат, а дете што работи 3 години во фирма го избакуваат на улица, го остават со пат се лепче. Од меѓаш вела дека само мал број од децата штитеници откако наполниле 18 години успеале да се вработат, а како работодавец единствено се појавила државата. Апелираат и приватните фирми да им помогнат. Она што мислам дека социјално одговорните компании треба да работат, не само да ги вработат овие младинци по завршување, односно по напуштање на установите, туку да работат преку неформално образование, уште додека се згрижени во установите на нивни вештини, јазични, комуникацијски, образовни. Каква работа ќе работи за Ивица Јаневски, како што вели, воопшто не е битно, бидејќи и тој, како и другите деца штитеници, единствено сака достоен живот како сите граѓани. Се молиме сите деца без родители, што се молиме сите фирми да помогнат на ваквите луѓе, што му треба помош и што му треба работа за убав живот и убава имена. Штитениците на детската амбасада Меѓаши денеска се сретнаа со представници на неколку државни и приватни фирми. Се надеваат дека токму во некоја од нив за прв пат без ничија помош ќе заработат првата плата.